Сите сакаме чиста и уредна дневна, смирени и сконцентрирани дечиња кои што ни помагаат во раскравањето и во чистењето, но многу малце од нас знаат дека со методот наречен ротација на играчки можат да ги постигнат сите овие ефекти. Ротација на играчки подразбира сите играчки кои што ги има нашето дете да ги поделиме во неколку посебни сетови и во секој момент да имаме извадено само еден од тие сетови за играње, а другите сите да си бидат кренати некаде каде што детето нема пристап до нив. Ротација се нарекува бидејќи на секое одредено време, една недела, 10 дена, еден месец, во зависност од потребите на вашето дете и бројот на играчки што го имате, ги креваме играчките кои што биле надвор, а вадиме нов сет, односно нови играчки од оние што веќе ги имаме за детето да си игра овој пат со други играчки во одреден временски период повторно. Многу е важно кај сетовите од секоја категорија на играчки да имате по еден или два, односно ограничен број. Например, меки играчки, да речеме едно мече, едно слонче, понатаму сложувалки, само 2 сложувалки кои што се соодветни за возраста на детето, од сите коцки, материјали за градење, да оставите само едни коцки, например, еднаш ги оставате лего коцките, кога ќе ги кренете тие, ги вадите дрвените коцки или ме разбирате, по една играчка од категорија. Истото можете да го правите и со книгите, со тоа што книгите јас барем ги поделив овде на тематски книги за Божик и Нова година ми се кренати оддавно, бидејќи тие сезонски, нели, ќе ги извадам само кога се потребни. А другите ми се поделени по возраст и по тема, односно тип на сликовници. Науката вели дека со ротацијата го намалуваме стресот кај децата, бидејќи гледаат помалку хаос, присуствуваат во помалку хаос и во текот на еден ден носат бројно многу помалку одлуки и со тоа не се толку исцрпени. Неисцрпени деца се фокусираат подобро и подолго и тоа не носи кон вториот бенефит, односно се зголемува детското внимание и времето за игра се продолжува, односно наместо едно дете да си игра 5 минути со една играчка, па да ја джитне, да почне да извади друга, па да извади трета, па на крај да ве остави во хаос што треба да го чисти за половина час. И никако нема само да го исчисти, нели, бидејќи има премногу предмети едноставно. Наместо тоа, детето се фокусира доволно долго со една играчка, бидејќи нема други дистракции и е стимулирано самото да ги смисли сите начини на кои што може да се забавува со таа играчка, со што и се поттикнува детската имагинација и самостојната игра кај детето. Ова ни е важно и покрај, да речеме, нуспојавите кои што ги има ротацијата, а тоа е, како што спомнав, многу помалку играчки за чистење и многу полесно можеме да го мотивираме детето да учествува во раскравањето на играчките. Исто така, овие кутии ми помагаат во утешување на дете кое што е истресирано, например кога одиме на вакцинација или на доктор или некаде кај што детето плачало, се случило нешто што тоа не сакало и е како потресено. Во тој случај кога ќе си дојдеме дома, бидејќи не може да се фокусира лесно на играчките кои што се веќе таму, нели? Паметот му е во она што се случило. Тогаш секој пат вадам една ваква кутија со подзаборавени играчки и веќе тоа е ново ниво на дистракција, но и на утеха, бидејќи има чувство дека правиме нешто ново, специјално за нели да компензираме за траумата која што настанала. Освен ова, сакам да споделам и начинот на кој што ги селектирам, значи,
играчките. Секогаш гледам покрај тие што и се неинтересни бидејќи е веќе поголема, а тие се за помала возраст, и оние што не се интересни бидејќи се за поголеми деца, таа не може да ги ракува. Покрај нив секој пат гледам да ги кренам и сите други играчки од иста категорија. Например, оставам една звучна играчка, една кукла со потребните елементи, облека, перничиња, асесорис за куклата. Понатаму оставам една табла за пишување, еден сет магнети, еден сет мали играчки, едно возило, точак, тротинет, количка, едни бојци и боенки, еден сет за креативни работи, еден сет коцки, еден до два сета сложувалки. Значи, само оние работи кои што и се најинтересни во моментот. И сите сме посреќни и посконцентрирани. Ви благодарам многу за вниманието. Доколку ви се допадна ова видео, стиснете лайк и не заборавајте да го пратите на некој кој што знаете дека се бори со хаосот од играчки во својот дом. Не заборавајте да истражувате и да испробувате да видите што е она што највеќе му одговара на вашето дете, и се разбира, пишете ми во коментари доколку имате некое лично искуство кое што ми препорачувате јас да го пробам на оваа тема. Поздрав!